Ова издание на Newsflash ке гледате. Американскиот претседател Џо Бајден и првата дама Џил Бајден денес ја оддадоа почит на кралицата Елизабета II. Меѓу светските лидери кои присуствуваа на мисата беа и Џо Бајден, Џастин Трудо, Емануел Макрон. На погребот не беа поканити лидерите на Русија, Белорусија, Сирија и Авганистан. Овогодинешниот собир на лидерите на Генералното собрание на Обединетите нации се одржува во сенка на погребот на кралицата Елизабета II. Некои говори на лидерите и состаноците ќе бидат презакажани. Останете со нас, имаме деталите. Поздрав од Вашингтон, ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски јазик и јас сум Јован Чономоски. Американскиот претседател Џо Бајден и првата дама Џил Бајден денес и оддадоа почит на кралицата Елизабета II, придружувајќи им се на светските лидери, на кралското семејство и на малата група поканети гости на раскошната погребна церемонија во Лондон. Представници на Белата куќа изјавија за гласот на Америка пред погребот на кралицата дека силните врски на Вашингтон со Лондон ќе продолжат и по неодамнешната промена во раководството, во кое се вклучени новиот крал Чарлс III и новата премиерка Лиз Трас. Бајден ќе се сретне со Трас во среда во Њујорк на маргините на Генералното собрание на Обединетите нации. Уверени сме дека начело со кралот Чарлс и со премиерката Трас, специјалните односи меѓу САД и Велика Британија ќе опстојат. Воопшто не сме загрижени за тоа, изјави за гласот на Америка директорот на стратешките комуникации за Советот за национална безбедност Џон Кирби. Во неделата пак Бајден и неговата сопруга ја оддадоа почит на кралицата, каде што десетици илјади луѓе чекаа со часови да минат покрај нејзиниот обвиен ковчег, кој исто така ја носеше и царската државна круна со масивниот блескав дијамант звезда на Африка, камен од 530 карати, што е бил даден од тогашната колонија Јужна Африка во 1907 година. На погребот не се поканети лидерите на Русија, Белорусија, Сирија и Авганистан. А токму погребот на кралицата Елизабета II и поклопувањето со овогодинешниот собир на лидери на Генералното собрание на Обединетите нации доведе до промена и презакажување на дел од состаноците и говорите на светските лидери таму. Погребот на кралицата Елизабета донесе логистички предизвик за лидерите кои присуствуваат на 77-та сесија на Генералното собрание на Обединетите нации и некои говори и состаноци требаше да бидат презакажани. Собранието годинава се одржува во време на големо зло, рече генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш. Our world is blighted by war. Светот е погоден од војна, погоден од климатски хаос, омраза, сиромаштија, глад, нееднаквост. Војната на Русија во Украина, која може би е во одлучувачки момент, доминира на годинешниве состаноци. Состојбата со нуклеарната централа Запорожје е особено загрижувачка. We are playing with fire. Се играме со оган. Не можеме да живееме во ситуација на чекор до нуклеарна несреќа. Безбедноста на нуклеарната централа Запорожје виси на конец. Западните официјални лица пак сакаат да ја зацврстат поддршката од некои земји кои почнале да се колебаат околу војната. Многу африкански и азиски земји имаат безбедносни или економски односи со Русија. Додека тие беа подготвени да ја критикуваат инвазијата во март, сега не сакаат кавги со Москва во Обединетите нации. Со оглед на тоа што рускиот претседател Владимир Путин не присуствува на годинешниот собир, на кој ретко присуствува, а и учеството на украинскиот претседател Володимир Зеленски не е сигурно, не се очекува напредок. But I have no illusions. Немам илузии дека во моментов шансите за мировен договор се минимални. Русија и Украина се важни производители на храна, а нивната војна ја влоши глобалната криза со храна. Прекините во синџирите за снабдување и изголемувањето на цените на храната особено ја погоди Африка, која живее во најголемата суша за последниве 40 години. Околу 20 милиони луѓе се изложени од ризик на глад, а гладта е опасност и за речиси 8 милиони луѓе во Сомалија. Председателот Џо Бајден се очекува да има состанок на високо ниво за глобалната безбедност на храната, една од неколкуте сесии за решавање на ова прашање. Генералниот секретар што туку се врати од Пакистан, каде смртоносните поплави потопија 1/3 од земјата. Тој би сакал да види дека акција за климатските промени е висок приоритет за лидерите.
What is happening in Pakistan Она што се случува во Пакистан ја демонстрира несоодветноста на глобалниот одговор на климатската криза. Ова е прв пат лидерите да учествуваат лично на Генералното собрание од почетокот на пандемијата со COVID-19. И додека лидерите на Обединетите нации разговарат за војната во Украина, беспилотните летала одиграа огромна улога на бојното поле, но нивното држување во воздух може да биде предизвик. Една украинска компанија го прави токму тоа и многу повеќе. Повеќе од една деценија, инженерот Антон прави дронови за фармерите. Пред војната неговата компанија произведуваше специјални дронови, дизајнирани да летаат во затворени простории како што се магазините. Меѓутоа, со почетокот на војната во Украина, компанијата на Антон почнала да ги поправа оштетените беспилотни летала. Започнал да дизајнира и специјални воени дронови за првите борбени редови. Изработката на специјален воен дрон чини околу $3.500, кое е потешко да се следи и собори од масовно произведените беспилотни летала, кои работат на стандардни фреквенции и ги пренесуваат нивните летачки податоци. То, што мы сейчас делаем, это может быть... Сите беспилотни летала што ги правиме може да бидат масовно произведени во мал обем, а подоцна ако се оди добро и во голем обем. Овој дрон е уникатен, модуларен и многу лесен. Може да транспортира корисни предмети и да носи товар до 5 килограми. Може да лета дури 10 километри од местото каде што полетал. На дронот му се потребни 45 минути да лета со таков товар. Со оглед на нивната едноставност, дроновите на Антон се поевтини од просечните дронови. Тој ги дизајнира како авиони за да овозможи вертикално полетување. Тие исто така работат во она што Антон го нарекува автоматски режим. Згора на тоа, неговите беспилотни летала не бараат радиокомуникација со операторот, а тоа го отежнува нивното следење. Антон вели дека е практично невозможно да се собори таков дрон без помош на наведуваната ракета. Тој вели дека неговите беспилотни летала може да се надградат со вештачка интелигенција, способна да анализира слики за да ги пронајде непријателските трупи. Антон вели дека е можно и тие да бидат дизајнирани да носат оружје и да се користат како нападни беспилотни летала. До сега Антон и неговиот тим им обезбедија на украинските вооружени сили 20 беспилотни летала, а уште повеќе се на пат. А фармите во САД пак бараат начини како да дојдат до обновлива извор на енергија. Се чини дека сонцето и соларните проекти се вистинско решение во ова време кога светот се соочува со криза. Harold W. Souther, Livermore Falls, Maine. Јас сум Харолд Даглас Саутер од Мејн. Куќата во К7 сега е местото каде што сум роден на 29 јуни 1924 година. I'm good for tractor driving 5 hours. Јас сум добар во возење трактор по 5 часа. Тоа варира. Обично по напорен ден со тракторот се одмарам со градинарството. It was always a diversified farm. На фармата секогаш беше различна. Живина, млечни производи, земјоделски култури и шуми. Во моментов се произведува сено. Шталата е изнајмена за животни, додека јас дополнително одгледувам во нашата градина и градинарски култури и продавам сено. Revision builds solar projects of all scale. Revision гради соларни проекти од сите размери, од стамбени проекти на покриви до проекти како овој што го гледате. Работиме со локални земјоделци и сопственици на земјиште за да најдеме места за изградба на тие проекти. Една од работите што се обидуваме да ги направиме е да осигураме дека соларните проекти што се градат во Мејн се користат за заедниците. I enjoy every day. I'm blessed with a life. Уживам секој ден. Благословен сум што имам семејство полно со љубов и грижа. Го правам она што го сакам да го правам. Живеам во куќата во која од секога сум живеел. И затоа постојано велам, на мои години премногу сум благословен за да се жалам. Чувствувам дека придонесувам нешто за општеството. Мислам дека придонесов со храна и млеко во општеството. Го гледавте Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Јован Чономовски од студиото во Вашингтон. Пријатно.